Денес Кариера МК разговара со господинот Милан Петковски, претседател на Македонското здружение за заштита при работа. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Најпрво ви благодарам што денеска сте со Кариера МК и што ќе може денеска да поразговараме за теми поврзани со безбедноста на работното место. Па би сакале да знаеме кои се основните сегменти кои еден вработен треба да ги бара како свое право во однос на безбедноста на своето работно место. Ви благодарам, Викторија, на можноста да се представам пред вашите гледачи и приликата да зборувам за една тема која е исклучително мое битно значење, тоа е безбедност и здравјето при работа. Создавањето на таа превентивна култура е во суштина на секоја работа и, како што рекле нашите стари, многу е подобро да се спречи отколку да се лечи. Многу е подобро да се спречат незгодите на работните места отколку да се справуваме со последиците на истите. Сепак, секој паметен, оној кој умесно резонира, ќе свати дека многу повеќе има трошоци, многу повеќе има загуби доколку се случи несреќа, отколку да дојде во ситуација да ги спречува со начинот на однесување, затоа напомнав превентивна култура, начинот на однесување во секојдневието на работното место. Така да, исклучително ми е драго дека ќе имам можност со вас како млад човек да поразговарам, да испијам ова кафе овдека и да одговорам на што е возможно повеќе прашања кои ќе ми ги поставите. Така. Малку да поразговараме околу статистиките, како стоиме со бројката на несреќи на работно место во нашата држава и во кои индустрии таа најчесто се случува? Лошо стоиме. Не стоиме лошо стоиме. Доколку некој поинако се обиде да ви каже, мислам имаме две крајности. Ние како држава се будалееме и кажуваме дека имаме 0 смртни случаи, дека имаме многу малце повреди на работните места. Но она што ние како Македонско здружение за заштита при работа го броиме е дека во просек некаде 40 на луѓе не гинат на работните места во Македонија. Сега, ако го земете тоа од 2007-2008 некаде ги правиме оние континуирани извештаи поврзани со несреќите на работното место, ќе видиме дека сме изгубиле армија на луѓе, отприлика околу 400 луѓе, кои што повеќе не се меѓу нас. Секогаш кога се случуваат несреќите на работното место, има тенденција да истите се стават под графата така му било и така и било пишано, што јас како професионалец длабоко се борам против тоа, дека во, реков, можеби 90% би можело и тие исти да се превентираат, доколку немаме таков некој пежоративен пристап кон работите. Но, од друга страна, Македонија често пати за да остане впишано во умот е на некој начин како минско поле за работниците. Најчесто не гинат во земјоделието, гранка која исклучително, ако ги прашате политикантиве, не политичари, него политикантиве, ќе дојдете во ситуација да особено се горди дека земјоделството е тоа што не прехранува, но ако ја видат другата страна, тоа ќе видат армија на семејства кои од земјоделството се прехрануваат, но и нас не прехрануваат. Со негрижата кон таа цела армија на луѓе, ние ги десеткуваме нив, но на долг рок останавме ние гладни. Вторите се градежниците, оние што во изминативе десетина години имаа експанзија, каде што на секое место, на секој квадратен метар се обидувавме да направиме некоја кула, доаѓавме во ситуација да често пати притиснати од роковите, притиснати од потребите на инвеститорите, многу често безбедноста и здравјето ја става на последно место. Секогаш кога правите компромиси со вашето здравје, со вашиот интегритет, доаѓате во ситуација да сте на губитничката страна. Затоа имаме во Македонија околу 1500 годишно повредени, потешко повредени работници на работните места. Не само градежници, но генерално работници кои отсуствуваат од работните места подолго од 3 дена. Тоа значи, секој кој е скршил раката, секој кој му е ампутиран прст, секој кој се разболел потешко на работното место, спаѓа во тие 1500 луѓе. Ако ги собереме, тогаш ќе дојдеме во ситуација дека ние зборуваме за огромен број на луѓе кои што всушност патат и се несреќни во Македонија заради работните места.
Ако тоа на работодавачите ми го пресметаме во тоа колку чини, според математиката на Меѓународната организација на труд, тоа е 4% од бруто националниот приход или доход. Кој ќе го дојдеме да го пресметаме во колку е тоа пари, еве колку за информација на сите оние кои не слушаат, тоа се отприлика некаде 300 милиони евра, кои што ние неповратно ги губиме директно или индиректно поврзано со несреќите на работното место. Сите овие податици самите по себе се доволно страшни. Ако некој се прашува зошто сме сиромашни, еве ви дел на причините зошто тоа е така. Стапало Во однос на Законот за заштита и безбедност при работа, како се применува истиот и што треба еден млад вработен човек да знае во случај на несреќа при работа? Интересно ме прашувате од една, значи законот, од другата е што треба младиот човек. Значи вака, законот постои од многу оддавна. Значи дали во форма на закон за заштита при работа или закон за безбедност и здраве при работа. Значи првиот закон некаде 78 година е донесен во Македонија како закон за заштита при работа, но и претходно, после 45 година, има некои си форми и правилници каде што се формира трудовата инспекција, каде што таа ги зема превзема ингеренциите на спроведување или утврдување кај работодавачите безбедни и здрави работни места. Или поранешниот систем зборуваше за заштита при работа. А од друга страна, законот кој го имаме сега е во форма или донесен е 2007 година, 2 август 2007 година. И следната година, бидејќи бев дел од таа група која работеше на новата верзија на законот, мислам дека ќе биде донесена новата верзија на законот. И сега, да не биде тоа закон, а сега во пракса. Законот самиот по себе се применува како што не се случуваат приликите во земјата. Значи, за некои одредени ситуации законот е доследно применуван, кај некој работодавач е доследно применуван, кај некој работодавач истиот е претпоставувам предизвик за да се оспори, предизвик да се заобиколи, предизвик да дојде во ситуација да биде на некој начин игра за некој од работодавачите и затоа ни се случуваат оние бројки кои ги споменав претходно. Од друга страна, кога зборуваме за младите луѓе, исклучително ми е важно, ве гледам и вас, Викторија, како млад човек, исклучително ми е важно да сватат дека пред се работодавачот е тој кој е одговорен за безбедноста и здравјето при работа. Значи да ја организира, да ја обезбеди. Но она што треба да го разберат и младите луѓе, но генерално и сите останати кои ве слушаат сега во моментот, е дека безбедноста секојаш почнува од мене. Значи, кој се видите во огледало, тој е човекот кој е одговорен за безбедноста и здравјето при работа и мора да почне од нас како индивидуи. Ако вие се однесувате непромислено на вашето работно место, не значи само дека вие ќе настрадате, него секој пат е поврзано и со тие што се до вас. Во просек некоја несреќа кога се случува, често пати доаѓа дека не само финансискиот импакт на микросредината, него генерално и на луѓето кои не престануваат да зборуваат за целата таа несреќа и после недела дена, 15 дена, кај што ги реконструираат настаните и тоа значи дека не се продуктивни на самите нивни работни места. Така да, сите губиме. Младите луѓе особено треба да знаат дека со Законот за безбедност и здравје при работа имаат права, но имаат и обврски. Правата говорат за тоа дека работодавачот е тој кој е одговорен. Мора да ги информира за ризиците на работно место, мора да ги испрати на медицински прегледи, мора да ги запознае со проценката на ризик, мора, доколку е потребно, следбено на проценката на ризик на работното место со лични заштитни средства, доколку тоа го предвидува, мора да ги инсталира техничките, организационите мерки кои што треба да обезбедат превентивна култура и мора да му дозволи на вработениот, доколку смета дека неговиот живот и здравје е загрозено, да му овозможи и да одбие да работи. Сега, праксата друго зборува. Праксата зборува дека најчесто луѓето се наоѓаат во ситуација помеѓу чеканото и дахувалната и притиснати од таа несигурност дали ќе го задржат или не работното место, ќе дојдат во ситуација дека ќе го изберат секогаш поглупото решение, кое значи
Може би денеска нема да ви се случи несреќата, но ќе си го земе данокот. Бројни луѓе кои ги гледате во повозрастни години, приближно на моите, па и повеќе, ќе дојдат во ситуација дека веќе развиваат одредени заболувања кои се поврзани со работните места. Заболувања кои директно влијаат на нивното здравје и со кои у суштина ги ограничуваат комфортот на нивниот живот. Како еден пример, ние во изминатата година некаде јануари, кога почнаа првите оние вести од Вухан да доаѓаат за COVID, за SARS-CoV-2, ние алармиравме дека истото тоа треба да биде превземено како превентивна мерка или превентивна создавање на таа сет на превентивни активности за да се спречи ширењето на работното место. Значи, јас цело време зборувам за на работно место. Оно што се случува генерално во општеството, тоа е сосема друго. Но на работното место потребно е да се превземат сет на мерки. Жал ми е што постојат таму некои со восок во уши, во министерствата, во државните институции, во државната управа, кои често пати оние гласови кои доаѓаат од натре ги множат со нула, само за да седнат следниот ден, следниот месец, следната недела на интернет и истите тие да ги видат. Доколку дојдеме да си прво пред се ние бидеме искрени према себе и си речеме дека безбедно и здраво постапувам на работното место, нема да биде само тоа за мене, него ќе биде за моите соработници. Што ако се повредам на работното место, што ми следува? Ако се повредите на работното место, прво ви следува болнички кревет. Чегата на страна. Се надевам дека тоа нема да се случи и ќе извлечете корист од овој денешен разговор и дека ќе почнете да работите на таа превентивна култура, но системот кој е концепиран во Македонија претпоставува од месечните примања, нели, одвојуваме одредена сума на пари за осигурување, за здравствено, пензиско и така натаму. Имаме таму некои 0,5% кои се одвојува дури за повреди на работното место. И сега вака, прво, пријавете веднаш кај работодавачот. Работодавачот е должен секој пат кога некој вработник му се повреди, да го пријави тоа во Државен трудов инспекторат. Значи, број 1. Нека не се изложува работодавачот на ризик да не ја пријави, а после тоа според закон да одговара за непријавување на повреда на работно место. Бидејќи, доколку дојдеме во ситуација да вие се пријавите кај лекарот, а лекарот пријави дека вие сте повредени на работно место, на оној образецот за боледување пишува повреда на работно место, тогаш по службена должност ќе му отидат на работодавачот и ќе го казнат. Значи, број 1. Број 2. Превземете ги сите мерки да се што правите го документирате. Не оставете ништо на случајност. Значи, доколку е свесен повредениот, да биде во ситуација да ги прибера сите документи кои понатаму ќе треба да ги приложува доколку побарува одредени надоместоци и така натаму. Трета работа е дека мора да го контактира матичниот лекар. Значи, мора да го отвори боледувањето. Да не се најде во ситуација требаше да дојдеме и така натаму. Значи, дојди вчера, не функционира во овој систем. Третата веќе работа која треба да се направи, значи, како приоритети ги кажувам, дека треба да се посвети вработениот на собствено заздравување. Тука секако кога го информира работодавачот, тогаш треба работодавачот да направи, тоа е веќе во негови ингеренции, исследување на несреќата. Кога ја исследува несреќата, треба да разбере што всушност се случило и кои биле причините кои довеле до несреќата на работното место. Врз основа на тоа, потребно е да направи ажурирање на проценката на ризик. Во законот пишува дека доколку се случи, да кажеме, незгода на работното место, тогаш е потребно да се ажурира. Под ажурирање, тоа значи сознанијата поврзани со несреќата, да ги стави во проценката и да направи нови методи, пристапи едно друго, да задолжи нови лични заштитни средства и така натаму.
Од друга страна, многу е битно да сите овие работи ги испочитувате за да не се најдете само на боледување. Оние што се нашле во таа ситуација ќе ме разберат, има цака една. Доколку сте повредени на работа и е пријавено како повреда на работа, ви се исплаќа 100% од платата. Но, доколку сте повредени, доколку се пријавите како дека сте на боледување, а тоа е као да ве фатила, да кажеме, главоболка, грип и така натаму, тоа ќе добиете 70%. Да не се чудите. Значи, затоа ви кажам овие деталиве, за да не биде после тоа, ама големи проблеми имавме дури со SARS-CoV-2, кога дел од вработените беа испраќани на кои се заразуваа на работното место, беа испраќани како на боледување, не како повредени на работа, не како луѓе кои суштина го стекнале тоа на работа, него како на боледување. Понатаму, значи фокусот е на тоа да всушност заздрави повредениот. Од друга страна, работодавачот има големи обврски, како што ги наповнав. Меѓу другото, она што јас лично го апелирам е да се грижи за повредениот. Доколку се повредил на работното место, мора да покаже човечност, мора да покаже грижа, мора да покаже дека всушност доаѓа во ситуација да му се помогне кога му е најтешко. Дали со посета, дали со лекарства, дали со не знам, некои други тертипи, на крајот на крајвите, сето тоа е во делот на човечност. Сега, кога доаѓаме во делот на, бидејќи ги спомнав финансиите, она што е битно да се разбере е дека доколку немате договор за работа, тоа е уште една работа која можеби требаше уште преска да ја кажам кога ме прашавте за младите луѓе. Барајте договор за работа. Доколку нема договор за работа, не се однесува, нема да го третираат законот за безбедност и здравје при работа и други закони тоа стапуваат на сила. Затоа, бидете свесни, бидете совесни, несреќите се случуваат и ќе се случуваат. Паметни ќе бидеме онолку колку што всушност ние ќе дојдеме во ситуација да учиме од тие несреќи. Овој начин, дури со осигурувањата, дури со овој начин на финансиско, да речеме, подкрепување, нема да решиме работи, него ќе му помогнеме на тој да се врати во она состојба која ја изгуби, состојбата на здравјето. А здравјето е состојба која ние сите треба да ја одржуваме. Така. Да го се распрекажа. Да. И за крај, каква порака би упатиле до сите вработени за превенција од несреќи и за чувување на безбедноста на работното место? Уклучете глава, уклучете мозок. Слушајте пред се, видете, безбедноста и здравјето при работа не е игра на полицаец и крадец. Таа пред се почнува, мислам, тргнете од тоа дека првата работа која ги учиме нашите деца, генерално не сте млади овде, но децата првата работа која ги учиме е не пипај таму. Да. Значи превентивна култура, не пипај во штекерот, не пипај, не го зиме ножот, пази по скалите. Значи несвесно ние доаѓаме и превентивно делуваме во создавањето на начинот на несување на нашиот подмладок. Некаде во текот на времето, заради бројните, сега да не ги редам, причини, се губиме. Прво, се губиме себе си, а потоа ги губиме и останатите. Доаѓаме во ситуација дека правилата кои ги наметнуваме за безбедно и здраво однесување на работните места ќе не доведат во ситуација да ја имаме таа армија од 1500 луѓе кои се повредиле на работното место потешко, 40 луѓе кои загинале на работното место, армија кои професионално заболеле, само колку за негативна статистика, во минатата година 30 на лекари почина на работното место како последици на SARS-CoV-2. Сега, кога го избориме овие податоци, ке многу мине тоа ќе биде, не е до мене, три пати сул преку рамо, нели, мене не ме фаќа. Да. Луѓе, имате еден живот. Ако до сега не сте разбрале дека, пак да се вратам на почетокот на моето говорење, ако не сте
сватиле дека подобро е да се спречи, него сакате да се лечи, тука не можеме аз да ви помогнам. Не може да правиме средина каде што имаме деца и имаме наставнички во градинка, па да трчаме по секој. Затоа и реков, почнуваме од тој што го гледате во огледалото. Ако тоа не е јасно, се враќаме пак на истиот муабет од почеток. Така. Благодариме многу за денешното интервју. Мислам дека сите вработени, а особено и младите вработени, добија една појасна слика за безбедноста при работното место. Ако добиле, тоа сите заслуги земете ги вие, а јас секогаш кога ќе ме поканите, јас секогаш ќе бидам тука за да ја реафирмирам идејава од една страна, од друга страна да одговорам на повикот на мојата професија. Луѓето често пати не сваќаат кога зборуваме што значи тоа да спасиш човечки живот. Али наградата, барем јас неколку пати во кариерата имам добиено од луѓе на кои се спречила да настане некоја посериозна повреда, кога самите те зборуваат, те блазесувавме, знаеш, заради тоа и тоа. Некако самото по себе, мислам дека и тоа е повеќе една стара поговорка, дека кога ќе спасиш еден човек, тоа спасуваш еден свет, Да. еден универзум. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.